една многу хумана и доблесна акција, а тоа е ретвитни оброк. Мојата колешка Елизабета Спасеновска во рубриката Скопски агол ја третира токму оваа тема. Елизабета, добро утро и повели. Добро утро, Кристина. Како што кажа и самата, еве една убава можност да го свртиме малку вниманието на јавноста на друга тема, односно да се оддалечиме од коронавирусот. Денеска во наредните 7-8 минути ќе поразговараме за една убава хумана акција, односно иницијатива која што трае веќе 5 години на ретвитни оброк. Денеска разговараме со Теодора Цветковска, која што, како што кажав, 5 години веќе подготвува оброци за оние кои што не можат самите да си подготват и да си обезбедат храна. Најнапред, добро утро и добро дојдов во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам сепак на поканата. Иако вие 5 години сме присутни постојано на медиумите, нашата приказна постојано се раскажува. Сепак е секогаш задоволство кога некој ќе не побара и некој сака да знае повеќе за нас. Се надевам и сум сигурна дека многу луѓе знаат за ретвитни оброк, но секоја шанса да се каже нешто повеќе што ние овие 5 години правиме и вредно работиме е убаво да се слушне секако. Така, како што самата спомена, 5 години, веќе речиси да нема некој што не слушнал за ретвитни оброк, меѓутоа знаат ли луѓето каде да ве најдат? Знаат ли доколку сакаат да донираат храна, каде да донираат, кому да се обратат, каде готвите? Има ли уште дел од овие информации кои што им се непознати на граѓаните? Вака, иако пораката, ние барем сметаме дека е веќе пренесена, дека луѓето знаат за нас и знаат каде да не најдат, мене сепак ме радува кога во текот на неделата пред петочното готвење барем еден човек ќе ни пише или на Твитер или на нашата Facebook страница дека сака да помогне. Дали сака да купи продукти или да се вклучи на петочното готвење, но барем еден нов човек секоја недела ни пишува дека сака да дојде и да биде дел од ретвитни оброк, што за нас е задоволство, затоа што тоа значи дека имаме се повеќе хумани граѓани и се повеќе граѓани сака да се вклучат во нашата акција. Каде готвите? Може ли ни кажете каде готвите и оние кои што не може да се вклучат во готвењето, а сакаат да донираат, каде да ја донираат храната? Така, ние готвиме во непосредна близина на Универзална, токму каде што се наоѓаме сега, во просториите на Гласност, или еве да бидам попрецизна на улицата Петар Попарсов. Оние кои не можат да дојдат да готват или да остават на мирници во просториите каде што готвиме, било кој ден во неделата може да остават на мирници во ресторанот Фрешес, кој се наоѓа во близина на Градежниот факултет. Исто така може било кој од луѓето што сакаат да донираат, да ни сконтактираат. Ние сме секогаш тука, нели, да помогнеме, да испазариме, да ги преземаме продуктите. Во однос на тоа сме многу флексибилни. Така, јас би сакала да споменам дека ти како и јас и новинарка, ние сме колешки. Колку ти помага твојата стручност и твоето познанство со многу луѓе да обезбедиш повеќе донации на храна? Односно, успеваш ли никако да ги мотивираш компаниите да бидат општествено одговорни? Морам да напоменам дека во последнава година токму секој петок доаѓаат луѓе од различни фирми, оној team building и оној after work наместо во кафулиња го прават токму кај нас и скоро и да нема петок во кој немаме група на луѓе од некоја фирма што ете дошле и готват. Да ни го кажеш некој во пред 5 години ќе ни беше чудно, затоа што сите готвевме по дома. И ме радува тоа што пораката, како што споменав и претходно, се шири. Се повеќе луѓе слушаат и ме радува тоа што решаваат наместо во петок додат во кафуле и да дадат таму парите ги пренасочуваат за да се сготви, за да се даде се извинувам, на оние на кои на вистина им е потребно според мене. Што се однесува до оброците, се зголемува ли бројот на подготвени оброци сега, после 5 години и кога започнувавте? Се сеќавам, имаше да настан каде што ние бевме пресрекни дека имаме сготвено 100 оброци. Сега не дека е толку многу поголема бројката, но сепак 50-60 оброци не е мала бројка. Ме радува и тоа што на саботните готвења пред платото на спомен куќата на мајка Тереза доаѓаат се повеќе нови луѓе. И убавата работа што кога ќе видиш некој во сабота што сготвило дома донело оброци, така што бројката варира некаде од 150 до 200. Така што да, се има зголемено, затоа
затоа што изголемен интересот, ако некогаш се мислевме од каде ќе купиме продукти за да готвиме, сега имаме толку многу складирано што имаме направено залихи за неколку месеци. Значи немате проблем со обезбедувањето на Немаме, веќе немаме и тоа баш не радува. И уште едно прашање пред самиот крај. Актуелно е тоа дека многу храна се фрла. Стапувате ли во контакт со супермаркети, со ресторани, наместо да се фрла храната која што останува, а е чиста, да ви ја донираат вам? Па тоа беше и првичната идеја, да се поткрене свеста на луѓето, да не ја фрлаат храната. Ние сме нација позната по тоа што готвиме повеќе од колку што може да изедеме, па потоа се завршува во отпад наместо да се помогне на некој. Исто и рестораните, верувам дека е така. Има повеќе организации кои веќе активно работат на тоа, да се направат банки за храна, да се направи некој систем во кој храната од рестораните би се собирала и би се носела таму, па би се донирала. Ние како непрофитна организација, за жал, ја немаме таа моќ да можеме да функционираме на ниво да смениме некој закон, но доволно е тоа што гледаме дека нашата акција предизвикува да луѓето им се зголемува свеста дека не треба да фрлат храна. Јас ти благодарам многу за денешното вклучување во Скопски агол и навистина еве нека биде ова еден апел до сите останати да се приклучат во вашата акција и ако не можат барем да бидат хумани на некој нивни начин. Ви благодарам на настапениот простор и би сакала уште едно нешто да кажам. Ние на 4 април славиме пети роден ден. Лани традиционално бидејќи беше 4 април и 4 роден ден, имавме мала забава во едно кафуле каде што готвевме, потоа дониравме, па би искористила оваа прилика да ги поканам сите кои може да дојдат на 4 април да се видиме. Уште еднаш ти благодарам за вклучувањето. Ние се одјавуваме од тука, а следно од студиото е Парите го вртат светот со колегата Александар Чумовски.